една реченица, никако да ја заборавам додека истражував за тебе и за тоа што го работиш ти, како поетеса, се разбира. Велиш помеѓу пеколот и рајот. Сметам дека, прво сакам да те прашам, каков е тој простор помеѓу, ако воопшто постои таков простор помеѓу пеколот и рајот, и мислам дека човек, за да стигне до рајот, мора да помине прво низ пеколот. Тоа значи дека и самиот Мефисто го води Фауст низ оние состојби на човечкиот ум. И јас сум цело време во дилема додека создавам, затоа што најверојатно неизбежно е да го подпишеш тој договор со ѓаволот и да стигнеш до таму до каде што треба да стигнеш. И најверојатно колку подолго го одолговлекуваме тој наш подпис, толку повеќе го одолговлекуваме со очувањето со нашите стравови. Не знам, навистина не се сеќавам во кој контекст сум го изјавила тоа. Меѓутоа, мислам дека одговорот нема да биде толку, или тоа место нема да биде толку мистично колку што може би ти си тргнала, имајќи ги на ум сите овие сознанија, нели, за од уметноста и од книжевноста за тие согледби и замисли за пеколот и за рајот. Повеќе јас она што го замислувам помеѓу пеколот и помеѓу рајот е онаа реалност која што ја живееме. Добре. Пеколот е секогаш удолу, рајот е секогаш горе, рајот е нешто добро, пеколот е асоциација за лошо и за грев. И тоа што е измеѓу е балансот, хармонијата, сплотеноста од тие две во едно. Така што ти убаво кажа, ние секако сме неизбежно сме го подпишале оној договор со Мефисто. Меѓутоа, можеби не сме свесни дека е договор со Мефисто затоа што живееме некоја ублажена форма на последиците кои што следуваат по подпишувањето на договорот. Ти самата знаеш дека уметничката дарба за креирање уметничко дело, каков вид уметност, нели? Е исто онолку дарба колку што и проклетство. Јас велам дека тоа е канцер, рак, едноставно го имаш во себе и ако не го излечеш, што те мачи. Не го бираме ние талентот, не бираш ти да работиш, нели, театар, ја не бирам да работам поезија. Тоа не избира нас. Не е случајно што ти работиш театар, јас работам поезија. Нели, тоа е нашиот медиум, медиумот не бира нас, каде што смета дека сме најсилни да го катализираме. А што значи оној концепт на помеѓу, тој баланс, таа хармонија? Нели мислиш дека е малку досадно да си цело време во некаков баланс или хармонија додека создаваш? Мора да си малку во рајот, малку во пеколот, не знам, како гледаш на тие работи? Ја мислам дека не може да биде досадно затоа што никогаш не можеш да бидеш во балансот и во хармонијата. Всушност цело време го трошиш патот обидувајќи се да ја воздржиш, да ја издржиш таа и да ја создадеш таа хармонија и тој баланс. И затоа всушност обидувајќи се да го одржиме и да го создадеме тој баланс и таа хармонија, ние всушност ни се лизга живеењето на балансот и на хармонијата. Можеби, Елена, тоа се само мигови кои што ги чувствуваме на баланс и хармонија. Кои траат цела вечност. Уф. Или цела вечност која што трае како еден миг. Како го започнавме разговорот така сериозно и паметно. Елена, најдија слободата или умри трагајки по неа. Сега, јас овде имаме на дилема во однос на тоа прашање за слободата, бидејќи мислам дека секој има своја слобода. Што значи тоа? Да, постои едно општо значење на слободата што се нарекува човечност и човештво, може така да го наречеме. Меѓутоа, она што е за мене слобода може за тебе да не биде слобода, така? Може, она што за мене е слобода, за тебе може да биде пречка. Од каде потекнува таа реченица најди ја слободата или умри трагајки ја? Што значи тоа во овој контекст? Не знам, не сум размислувала во таа насока, меѓутоа се сложувам кога кажуваш дека слободата е онолку индивидуално и онолку интимно колку што постојат различни луѓе и различни карактери на земјата. Најдемократски, нели, е мојата слобода да достига до онаму до каде што достига твојата слободна, односно да не те ниту тебе, ниту другиот да не ги прави, да не ги загрозува. До таму оди мојата слобода.
Мене повеќе ми се врти умот околу тоа дека јас и повеќето, нели, кои што се растени во таа некоја средна класа, се израснати во слобода на избор. Добро. Дали ментален, нели, дали реален. Меѓутоа, во последните делови од животот се судрив со класа на луѓе кои што навистина немаат избор. И јас не можев да си го објаснам тоа, тргајќи од моето искуство. И си го поставив прашањето, која е нивната слобода ако тие немаат избор? Мислиш дека изборот е клучен момент за ти да трагаш по својата слобода? Зарем само изборот е клучот за слобода? Мислам да. Не ограничувачки само, меѓутоа да. Затоа што мораме да имаме повеќе аспекти од една иста цел, за да видиме што е тоа кон што ние сакаме да посегнеме. Не знам колку би било слобода доколку имаме само една идеја, една цел и упорно само да умираме трагајки. Што значи тоа во односеве на нашата професија, на твојата професија? Што значи идеалниот концепт на слобода на избор? Сега ти, ако немаш избор во однос на професијата, едноставно мораш да го правиш тоа. Или да го избереш веќе она што ти е ставено на тацна. Конкретно мојот избор, например, е да изберам да продолжам во правец на идејата, на инспирацијата која што оди и да имам слобода тоа да го искажам и да имам простор каде ќе го искажам. Ќе го искажам тоа. Затоа што не сметам дека јас би била среќна или би била во кохабитација со уметноста доколку јас само си запишам нешто и потоа го изгорам или го ставам во фиока. Креативниот процес за уметниците не застанува таму. Сепак постои и оној дел кој што е надвор од нашиот домен на уметноста. Па може да се каже дури доменот на продукцијата и на јавноста. Значи, не ни е доволно нас само да го или да ја направиме представата или да ја направиме книгата и толку. Треба тоа и да допре понатаму во јавноста. И сето тоа е некоја слобода на движење на уметничкото дело и на уметничката мисла. Добра. Како тогаш се носиш, Елена, со последиците на денешното време, кажувајќи дека, и ќе се сложам со тебе, кажувајќи дека човекот треба да јаде, треба да се облече, треба да плаќа сметки. И сега, мислам, кој чита поезија? И можам и јас истото да си го поставам како прашање, кој гледа театар? Што мислиш во однос на ова? Како се носиш со тие последици на оваа денешница со оглед на тоа што си поетеса? Како Бајрон со својата Велтшмерц. Добро. Да, прилично меланхолистички. Меѓутоа, факт е дека за да мене ме читаат како поетеса или било кој за да чита некоја книга, за да кој било дојде во театар, потребно е навистина да биде најаден и облечен. Ако тие работи му на таа личност им манкаат, им недостасуваат, не можеме да очекуваме од нив од тие личности да се посветат на некои повозвишени цели. Затоа што во времето во кое што живееме, а и не верувам дека некогаш во историјата на цивилизацијата, на општеството и на човештвото било поинаку. Значи, во времето во кое што живееме, навистина е луксус да се приушти некој човек да конзумира и да прави уметност. Јас не живеам од мојата уметност. Мене сметките ми ги плаќа дипломата. Тоа што сум дипломирана професорка по англиски јазик и тоа што сум магистерка по книжевни науки. Ја тоа го работам за да ги платам сметките. А уметноста ми е животот. Затоа што ако јас не си го смирам тој канцер на идејата, на инспирацијата, на креирањето, создавањето уметност,
а нема да бидам продуктивна на работа. Знаеш што, Елена? Велиш, не може да си го дозволи тој луксус затоа што не е облечен и не е најаден. Но сметам дека тој и да е облечен и најаден, може тој не сака да чита поезија, затоа што поезијата не е за сите. Да. И тоа е сосема во ред. Тој е сосема во ред. Страшно е кога уметник нема што да јаде и што да облече, затоа што тој сака да чита поезија, ме разбираш? Затоа можеби не е таму проблемот, да, нели има гладни деца во Африка и така натаму, но можеби тие немаат потреба од поезија. Можеби имаат потреба од нешто друго и да бидат облечени и најадени. Сепак ти алудирам на една тема дека ние цело време сакаме на сите да им се обраќаме, на секоја публика. Сте прашале ли таа публика дали воопшто таа има желба да гледа театар или да слуша опера или да чита поезија? Можеби таа има потреба од нешто друго, не знам, да патува или не знам, да си купи добра кола. Повторно доаѓаме до изборот. Повторно доаѓаме до тоа. Ова современо општество ги нуди сите можности, меѓутоа не можеме ние да очекуваме барем за поезијата. Поезијата секогаш била така херметична, а не во стилски смисол кога зборувам ова, туку зборувам херметична во однос на публиката и на оние до кои што достигаат читателите и читателките и така натаму. Меѓутоа, не треба да ги исклучиме и можностите на оние луѓе кои што имаат избор и посегаат по тоа. Меѓутоа постои можност на луѓе кои што немаат потреба од тоа или не знаат дека имаат потреба од поезија конкретно, ама кога еднаш ќе се судрат со поезијата, почувствуваат потреба за неа. Така што јас мојот медиум е рестриктивен, не очекувам од сите да ме читаат. Можеби повеќе очекувам слемот да има поголема публика, затоа што слемот е пред се перформативна некоја уметност која што се обраќа на пошироки маси. Сепак се случува јавно, се случува како настап, се случува усмено, се случува пред публика. Читањето поезија е интимен чин. Се уште. И можеби треба така да остане. Да, и сега веќе кога го спомна слемот, да, тој подсетува многу на нашата професија, посебно на актерската професија, бидејќи станува збор за еден вид на перформанс кој што мора да го почувствуваш и да помине низ тебе, за да можеш да му го пренесеш на тој што треба да го консумира, тој што треба да го замисли, да го натера, да донесе заклучок, да промени нешто кај себе, кај другите, не знам. Јас те гледав и ти си доста сугестивна и директна. На моменти дрска, на моменти реална, емотивна и навистина ја почувствував твојата искреност во пренесувањето на она што треба да го чуе и види публиката. И сега моето прашање е, колку има слух таа публика за тоа? И ајде да тргнеме од таму, што е она што ти сакаш клучно како идеја да го пренесеш на публиката и зошто го правиш тоа? Ти благодарам за искажувањето, туку што многу убаво ја вклопи дефиницијата на слемот. Да, слемот е перформативна уметност, меѓутоа не е театар. Да. Во слемот нема глумење, нема реквизити, нема сцена, има само микрофон и авторски текст и некоја украсена рецитаторска изведба на тој авторски текст. Зошто го правам јас тоа? Повторно се враќам на она што го говоревме на почетокот со тебе. Дека кога прв пат пробав со слемот, не знаев што е слем. Мислам, тоа беше сосема случајно, се случи слем работилница за прв пат во Македонија, кога дојде еден слемер Майкл Джей од Германија, тој ја држеше работилницата. Работилницата се состоеше од пишување авторски текст и потоа интерпретација на истиот. И кога јас го интерпретирав својот текст, тогаш напишан на работилницата,
тој на организаторката што стоеше до него и кажа, ова е слем. И јас тогаш се пронајдов во тоа. Всушност, како да кажам, не го силев, не јас се втурнав во слемот, туку слемот некако природно дојде во мене. И потоа кога продолжив да работам со слемот и да работам на слем текстови, на слем изведби, сватив дека јас се чувствувам најсигурно таму. И дека она што јас го размислувам и го имам како став и сакам да го принесам како идеја, најдобро се поврзува преку слемот. Така. Во поезијата, зборам во на нормална, нели, не слем, поезија, не сум дидактичка. Таму сум повеќе рефлексивна, некогаш и социјално ориентирана. Меѓутоа, можеби дел како професорскиот домен, во слемот подсвесно имам некои дидактички елементи кои што ги насочувам кон позицијата и правата на жените во општеството. Мене како личност и како жена во слемот конкретно најбитно ми е тоа. Дали го гледаше говорот на Мадона? Да, го гледав. Прокоментирај ми го малку, што мислиш за нејзиниот говор? Мислам да он има тенденција цело време значајни жени да ги држат тие говори како Алиша Кис и Скарлет Јохансон, мислам дека имаше говор, сега да не ги набројувам сите, многу се. Да, јас еве конкретно за тој последниот. Кој е твојот став веќе кога се бориш за... Имам уште неколку прашања за жената. Ќе поразговараме. Ама ајде да тргнеме од ова, бидејќи се бориш за тоа. Сигурно имаш некаков став и мислење за тој говор кој што можеби е и тоа некаков слем, знаеш? Да. Ќе ти одговорам иако не сум срекна баш да говорам околу тоа, сега ќе ти кажам зошто. Добро. Затоа што јас од оваа позиција кога треба да го коментирам, ми е многу далечна таа нејзина култура и таа нејзин стил на живот во едно општество во кое што е далечно од моето. Јас на се што знам за неа или за било кој од тие актерки и жени, се она што се пласира во медиумите. А на тоа, на медиумите, особено на тој жолт печат, јас искрено не му верувам. Сега, има еден момент овде, кај тие жени, што тие се занимаваат со една уметност, една продукција, која што е малку оддалечена од она што е наша реалност, од она што ние го нарекуваме реалност, од она што ние го живееме. Тие се толку навлезени во таа продукција, што дури и нели најсилните улоги, а да кажеме се опасни, за нив глумат каскадери, дублери. Кога пишуваат автобиографски книги, автори други им ги пишуваат, ghostwriters, писатели духови што ги викаат. Имаат портпароли кои што говорат во нивно име. И не сум баш сигурна, значи не зборам конкретно за Мадона, говорам воопшто за тој свет таму, дека она што се искажува од нив е искрено, во смисол искрено напишано и чувствувано од нив. Како го констатираш тоа? Како можеш да го приметиш тоа? Дали е искрено или не? Не знам. Тие се актери и актерки. Нели? Сепак, нели, глумата им е јака страна. И кога треба, и кога не треба. Но мене што ме иритира во контекст на тие работи е што повеќето од тие жени и таа индустрија го користи и го злоупотребува феминизмот во некои цели кои што не се про женските права, туку напротив се анти. Иако тоа што го слушнав како говор, значи како говор, како текст, мене ми се допадна колку и да беше непријатно тоа што таа го кажуваше. Работите што ги постави како факти се така. Сметаш дека не е достојна личноста како таква да ги кажува тие ставови? Не, апсолутно не. Не го мислам тоа. Пак не ја чувствувам така фамилирана за да јас говорам од... Ако поздравувам секој обид од жена, па и не само жена, да покрене некое женско прашање. Затоа што ние
не зборам само како Македонија или како Балкан, зборувам на глобално ниво. Се уште имаме табуа кога говориме за некои женски не проблеми, него женски теми. Па, макар тоа било и некоја банална работа. Добро, Елена, со оглед на тоа што денес во ова сегашно време кај што живееме, жената ја има секаде. Тогаш, кои се тие права за кои што ти се бориш конкретно? Каква е денес позицијата? Затоа што денес жена е, не знам, премиер. Ја има, сам да кажам, ја има секаде. И председател на држава, така. Да, како се злоупотребува, освен во оние земји каде што традицијата го налага тоа да жената така се однесува. Јас се фатив за она, како кажа ти, жената ја има на секаде. Жената е на секаде. Мислам, да е дел од цивилизацијата, од животот, од луѓето, од народот. Не треба да ја има на секаде, таа е на секаде. Си постои, таму е. Нели, мислам, навистина, апсолутно те поддржувам и се сложувам, 21 век сме, зарем треба да говориме дали жената треба или не треба да имаат права на глас или слично. Меѓутоа, јас си го поставувам прашањето колку од тие жени што се на позиции, што се премиерки, председателки, што се во влади, колку од тие жени се борат на вистина за женските права или ги застапуваат веќе традиционалните права. Што те натерало така? Состојбата. Значи, во 2016 и во 2017 година две демократски држави укинаа веќе постоечко право на легален абортус. Го укинаа веќе постоечко право. Демократски држави. Значи, не зборам за третиот свет. Не зборам за традиционални земји кои што ние нели гледаме како на ѓавол. Зборам за демократски земји. Што тоа нам ни кажува за положбата на жената? И уште посуштински, што тоа нам ни кажува за свеста и поимањето на жената? Сега, мојата борба лично, бидејќи гледам дека во неколку наврати ме праша која е мојата борба, мојата борба не е активистичка. Јас никогаш нема да застанам на протест и да кажам ја протестирам, ја не знам, потпишувам петиција, не знам за да се укине овој закон, да се донесе овој закон или вака или онака. Мојата борба е многу посуптилна. Мојата борба е тоа што ќе го напишам, да допре до оние што ќе прочитаат, тоа што ќе го изрецитирам, да допре до оние што ќе го слушнат, тоа што ќе го предадам на час, да допре до оние ученичиња кои што се во тие клупи, да им се оформи свеста. Јас велам, некојаш саркастично ќе ме прашаат зарем навистина мислиш дека ќе ги промениш сите деца? Не, ама едно дете од еден клас од 30 деца да допре до него, тоа е веќе доволно. Тоа е исто како кога гледаш театарска представа, доволно е до еден човек да се испрати пораката и целта е завршена. Ама знам зашто зборуваш. Тие се реалните очекувања. Мислам, како прво јас ниту било кој ниту имаме право, ниту треба да имаме очекување дека треба сите да ги смениме, ниту пак треба сите да бидат исти и да размислуваат. Знаеш, зашо мене стварно ме интересира, еве, тој активизам го спомна, јас стварно не знам за кои права се борат. Ако веќе е подлабок проблемот од овој тип, каде што ти велиш дека демократски држави се доаѓаат до тој степен да одат против своето, против она што се бори овој активизам за кој што зборуваш ти, тогаш можеби не е тој начинот на пласирање на идејата за тоа дека треба така да се бориме за женските права. Секој начин кој што нели е хуман и кој што не ги навредува и не ги повредува останатите е добре дојден кога станува збор за феминизмот и за женскиот активизам. Секоја жена си трга од своите аспекти. Јас, например, во ова општество во кое што живеам, не можам да се борам за право на глас, затоа што веќе го имам, но можам да се борам за право на легален абортус. Некоја жена која што живее, не знам, во земја во која што силувањето не е кривично дело, има право и потреба да се бори тоа да биде кривично дело. Нели, затоа не можам јас да говорам за сите
феминистки за сите жени и така, меѓутоа го поддржувам она феминистичко сестринство, нели, кај што викаат од жена на жена и како жена на жена. Она што е многу битно и што ние можеме да влијаеме на микрониво е тоа да ја промениме свеста на луѓето, па не само на мажите, него на луѓето и на мажите и на жените околу нас. Да ги воспитуваме синовите да бидат поблагопријатни кон жените, да немаат слугински очекувања од нив, да имаат поинаква почит кон своите жени, да разберат дека љубовта е почит и дека почитта е љубов и дека жената, нели, во бракот не треба да биде слугинка, туку треба да биде партнерка. Тоа е она кој што ние се соочуваме тука во нашата реалност. Па ние дури се соочуваме и со семејно насилство. Па нека гледаат филмови на Вуди Ален, што да кажам. Елена, види, Ниче според мене ја има дадено најдобрата дефиниција. Еве сега се сетиш за тој однос маж со жена. Не, дека жената е создадена да раѓа, мажот е создаден да војува, а двајцата треба да бидат способни да танцуваат со душата. Тоа е за мене тоа е многу најточно, човечко, да. тоа последното е многу човечко. Меѓутоа, кога живееме да, во ама без општеството, ова првото нема да се знае. Види, значи, да, мора да постои и по природата на нештата постои тоа дека жена е жена, маж. Да. Мажот не може да роди дете. Во таа смисла да Сега и може. Че жената како бе, мислам, премногу е тоа модерен концепт. Радикално е, значи, меѓутоа по природата на нештата го кажува тоа. Треба да бидат способни да танцуваат со душата. Ама тоа е човечно, тоа не е машко или женско. Меѓутоа ова што ти го кажуваш значи никој не оспорува биолошката улога ниту на мажот ниту на жената. Говориме за социјалната и општествена улога на жената. Добро. Која што е подредена само во однос на биолошката улога на жената, нели? Биологијата да раѓа. Во една песна тоа, во една слем песната, навистина е нова, ептене таза чури, говорам за не можам да се сетам на насловот, меѓутоа говорам баш за причината зошто жените да имаат деца. Зошто една жена да стане мајка. Добро. Затоа мојата перцепција е дека целото општество те води во оној вртлок дека ти си жена и дека поради тоа што ти си жена, ти си дали благословена или нели како и да го изразиш, или проколната, како и да го изразат, нели зависи со која перцепција гледаат, дека треба да родат и дека една жена треба да стане мајка и дека главната причина што ја даваат е, знаеш, па као, еве сега современо општество, дури не мора ни да имаш маж, ама имај си деца. Као, еве за да ти не останеш сама. Мене тоа ми е најсебично, да родиш за да не останеш сама. Треба да родиш за да подариш живот. Не за да зголемуваме наталитет, а тоа било должноста на жената, па и сега, нели? Ниту за да продолжуваме традиции, лози на презимиња кои што се генерираат од машката страна, туку затоа што јас можам и сакам да подарам живот. Велиш дека критиката ја има, ама не ја гледаме. Зошто не ја гледаме? Заради суетата најчесто. Суетата и егото. Ретко Ти знаеш да прифатиш критика? Елена, и како ја прифаќаш? Суетата работи кај сите. Кај сите, да. Да, значи, како емотивно суштество, не толку. Ама како рационално суштество, да. Затоа што многу е тешко, мислам, ние сме комплексни личности, не може да не подреди човек, нели, со деловите, еден дел вамо, еден дел таму. Емоцијата нема правила на однесување. Ако навистина мислам на уметничкото дело, тогаш треба јас себе си како авторка да си се абстрахирам од тоа, да си се изземам и ако некој ми посочи дека сум потфрлила во некаде, треба да го прифатам тоа, за да делото биде подобро. Тој и ќе помине и да не е толку добро. Ама, нели, поентата е да не достигнеме совршенство, нели, не можеме да се стремиме кон тоа. Да бидеме во моментот најдобри што можеме да
да бидеме. Затоа јас имам практика, јас многу ретко постирам на Facebook поезија. Да, лична, авторска. Да, меѓутоа имам практика, имам некоја група на луѓе кои што се од различна возраст, од различен пол и од различни професии, а ми се блиски и знам дека со тоа подразбира и дека ќе бидат искрени, кои што на се пред да објавам и пред да излезам во јавност со тоа дело им го праќам нив. И тие секогаш кажуваат, тука малку си забегала, овде треба да скратиш, овде многу долго, ова ти е непотребно, или овој збор е србизам. Значи, се во моментот што нив им влегло во око. Така што кога јас ќе излезам со финалното готово дело во јавност, тоа веќе има претрпено неколку измени. И тоа дело во тој момент било најдобро од мене, во тој момент. Ако јас на тоа дело погледам после еден месец, после цела година, може да кажам, леле, знаеш, не е баш фин, ама во тој момент било најдобро. И драго ми е што после одредено време мислам дека можам и подобро. Што мислиш за таа Facebook поезија? Ја сега ќе ти кажам еден пример, дека во последно време, Елена, јас напишав и таков статус на Facebook. Си дозволуваат некои некомпетентни луѓе да пишуваат критики за театарски представи на Facebook. И при тоа не внимавајќи дека тоа за некој станува релевантно како коментар за публиката, конкретно, за кое што ние се бориме да ја донесеме во театар. И мене тоа искрено почнува да ми пречи. Значи, да, генерално театарот има проблем со таа театарска критика, многу малку се што пишуваат, меѓутоа, Елена, мислам, не може да си дозволат да пишуваат критики некомпетентни луѓе кои што имаат изгледано 10 представи. Што се случува во однос на поезија? Да. Ама ја имаат слободата на говор и на избор. Имаат слобода на мисла, да го мислат тоа, и слобода на простор каде да го изразат тоа. Сега, околу тоа, да, навистина е деликатно. Треба човек навистина да е како личност, многу доблесна личност и да има многу голема свест, да го разграничи она што му се допаѓа или она што на личноста и се допаѓа од она што е добро. Значи, тие категории допадливоста и естетскиот критериум не се секогаш исти. Тоа значи, тоа го пишувам јас и за поезијата. Тоа значи дека ако мене нешто не ми се допаѓа, не значи дека не е добро. И дека ако нешто не е добро, не значи дека мене не мора да ми се допадне. Така што јас секогаш кога читам, например, поезија, а најчесто се давам буквално во поезија, ненаситна сум на поезија, читам и се, и шунт, и врвни автори. Морам за да го одржам балансот, за да имам репер што е добро, што не е. Што е вредно, што не е. Ги читам два пати, во два наврата. Прво, дали мене ми се допаѓа како читателка, а второ, дали е тоа вредно како некоја компетентна читателка, како некоја која што има познавање од книжевноста, еве да кажем. Мислам дека истото се случува и со театарот. Обичниот народ кој што оди во театар и кој што треба да оди во театар, тие имаат перцепција за театарот, ми се допаѓа, не ми се допаѓа. Односно, мојата замисла за естетика се поклопува со тоа што се прави во тој театар или не се поклопува. Ама тие што се театарски критичари, не навлегувам дали ги има или ги нема, нивната улога е многу поинаква. Те имаат одговорност. Одговорност кон сопствената мисла, значи кон ставот што ќе го оформат за конкретното дело, и тоа не важи само за театарската критика, воопшто за сите критичари кои што говорат за некоја уметност. Историчари на уметност, историчарки на уметност, значи за сите. Значи, пред се имаат одговорност кон ставот што ќе го оформат кон тоа дело, потоа имаат одговорност кон личноста која што е инволвирана, односно личностите кои што се инволвирани во тоа дело, особено во Македонија, затоа што тоа е мала земја и сите се знаеме, секој со секого лично се знае. Да. И потоа имаат одговорност кон
самото уметничко дело. А што понатаму ќе се извади од тоа и ќе се цитира во, како да кажам, во добронамерно или во извадено од контекст, тоа не е во нивен домен. Јас кога пишувам за театарот, пишувам ретко, не често и не под присила, значи тогаш кога јас сакам, никогаш не кажувам дека пишувам театарска критика. Јас само пишувам рефлексии. Доживување. За што сум го гледала. Да. Доживување. Ама... значи, постојат, кај нас нема, но постои факултет, постојат факултетски катедри за тоа како се пишува критика. Ме разбираш? Тоа е исто како, не знам дали да го изедначам тоа како постоењето на креативно пишување, зарем пишувањето само по себе не е креативност? Или како, например, некој мене да ми каже како да пишувам поезија, како некој да ми каже како да пишувам театарска критика или филмска критика или окей, можеби се учи техниката во смисол да нели работи кои што треба да се запазат и да се обрне внимание и кое е тоа критичарско око што треба да гледа поинаку од останатите. Види, сега навлегуваме тоа исто како мене некој да земе како се режира, како се глуми. Значи, тоа е дискутабилна тема. Ние го учиме занаетот, после колку ти дал талентот и твојата имагинација и искуство, е така, ама повторно ти нели имаш некоја, како да кажам, некои темели, нели, така. Темели, и потоа врз тие темели ти секој друг нели автор, уметник, уметница, го надградуваат она што е критичкото око станува прецизно само со гледање и следење. Да, и јас се сложувам со тоа. И тоа не велам локално следење, локално мислам на Македонија, не на Скопје. И Македонија е локално следење. Да, за еден критичар. Тоа е големата заблуда која што многумина ја има. Значи се станува се поконкретен критичкиот однос кога ја следиш целата слика во однос на професијата. Талентот за пишување го имаш, само треба да работиш на ставот. Од иследењето и гледањето и локално и глобално, нели, тоа е став. Тоа е учење, споредување, гледање, различни согледби. Да, во контекст на тоа преминување на границите, еве сега се сети, велиш, кога ќе се премине границата, ќе пробам да парафразира. Кога ќе ја преминеме границата, не се случува ништо посебно, апсолутно. Просто дома е секаде каде што луѓето сакаат луѓе. Да. И тоа навистина е така, бидејќи со сите до сега што сум дискутирала, види, јас сакам да си одам, ама дома е дома. Или, што знам, јас живеев во странство 5 години, ама дома си е дома. И кога ја прочитав оваа твоја реченица, реков да, дома е секаде каде што луѓето сакаат луѓе. Нели? Па да, домот е навистина најкомплексна работа. Еви во книжевноста постојат дводомови автори што ги викаат и авторки кои што се нели раселени или политички неподобни, па цел живот го поминале во екзил и така. И тие конкретно тие највеќе пишуваат за домот како концепт, како. Меѓутоа домот е истовремено и најапстрактното и најконкретното нешто. Конкретно таа песна за која што ти говориш кога ја напишав кога патував од Скопје за Белград. Добро. Сега има граница. Порано немало граница помеѓу тие два града. Одев од кај мајка ми и татко ми, кај вујко ми, вујна ми и братучедите. А преминувам граница. Ама тоа е дома. Ти одиш кај некој свој. Мислам, јас конкретно тогаш одев кај некој свој. Меѓутоа се случува многу често, одиме на одмор. Добро. На плажа сме, еден го зима клучот или една го зима клучот, вика јас ќе одам дома. Сигурно нема да фати нели на Скопје да се врати. Знаеш дека доаѓа таа во сместувањето каде што е платено во моментот. Или така што навистина е изгачка категорија домот. Али во тој момент таа личност се поврзува со домот, онаму каде што е креветот и каде што се нејзините работи. Така што еве и највеќе луѓе кои што се селат, мислам, барати селеничка виза и така скроз целосно се иселуваат, како да кажам.
Ја знам од индиректно искуство, не од директно. Да. Затоа што ја си работам со еден испит кој што го полагаат за да добијат иселеничка виза. И гледам дека од тие луѓе кои што се селат со иселеничка виза, баш за секогаш, одат кај на места каде што има некој да ги дочека. Каде што има некој што ќе им понуди дома. Не одат туку така како паднати од Марс. Да. Сакам да се навратиме малку на феминизмот. Дали мислиш дека тие концепти на конкретно на феминизмот некогаш стигнуваат до граница каде што станува фанатизам? Кога нештото ќе станува фанатизам, мене лично, како личност и како режисер, ми пречи. Дали е тоа религија или е ваков тип, кога нештото станува фанатички, дури онака, да, не знам, станува безсмислено. Да. Дефинитивно сметам дека некогаш постои реално и теоретски постои радикален феминизам. Кој е твојот став во однос на таа радикалност? Значи пак ќе кажам, постои нешто во феминизмот што се нарекува сестринство. Како жена, значи пред се како жена, потоа како феминистка, ги поддржувам сите типови на феминизам, сите типови на активност за женски права, дури и радикалните, и покрај тоа што директно не сум, како да кажам, поборничка за нив. Меѓутоа ги поддржувам. Но кога конкретно станува збор за феминизмот, значи конкретно за феминизмот, сметам дека каков тип борба да е добре дојден. Само ако тоа е чекор и пат до некоја позитивна промена. Јас сум за промени секогаш, тие се добродојдени и креативни за секој од нас, но ми пречи фанатичкиот однос. Не е пријатен, вистина е. Не е пријатен, меѓутоа мене од друга страна ми пречи фанатичкиот шовинизам, особено кога е институционализиран. Тоа повеќе ми пречи, мислам, сакам така да ти ги разговараме за феминизмот затоа што седиме јас и ти овде, да имав некој шовинист наспроти мене, сигурно ќе му се обратев така. Да ти кажам, ја дигам раце од нив. Не можам да ја сменам свеста на тие веќе луѓе што имаат веќе таа свест. Многу помажно ми е да делувам кај оние кои што можат да се променат, кои што допират до нив. Тука се промените. Инаку другото е удирање со глава во зид. Не можеш ти еден маж кој што едноставно има 60, 50, 70 години или жена која што има 50, 60, 70 години кој што живеела во некој таков, нели, тоа за неа се параметри и нормала, статус кво, како да кажам, некоја нормално поставено, не можеш ти да извадиш од тоа. Можеш помалите. Оние кои што сега поинако се соочуваат. Многу е опасен примитивизмот на луѓето. Дефинитивно. Елена. Тоа мислам дека е најопасното нешто што може на човек да му се случи. Нема спас од тоа. Навистина нема. Тоа е ко колера, ко плевел се случува. Јас мислам, не го осудувам. Тој примитивизам неверојатно е дел од човечката природа. Ама теа па и култивизмот е дел од човечката природа. Се разбира. Да, добро ми реплицираше. Браво. Пак повторно се вртиме во она за Мефистофел, за балансот, за хармонијата, значи, окей, ние се раѓаме како биолошки суштества, ама се раѓаме во општество и стануваме општествени социјални суштества. Па треба да работиме на нашиот социјален аспект. Мислам, сепак не живееме како Тарзан во џунглата, живееме заедно сплотени, мораме да имаме обзири кон другите луѓе, не само кон себе си. Да. Тука подразбирам и многу, значи банални работи, подразбирам. Банални работи од типот да не се туркаш со човек на врата кога се разминуваш, од типот на кога чекаш автобус да не се туркаш за да влезеш. И тоа е соживот. И тоа е култивизам. Да, и тоа е култивизам. Кога пиевме чај и кафе. Со точно 7 капки лимон. Се шалам, продолжи во една друга. Те прашав што ти се врти низ глава и тогаш ми сподели една твоја мисла, велиш дека
Што се случува кога двајца не треба да се сретнат и што се случува кога двајца треба да се сретнат? И јас ти одговорив дека и во двата случаеви има болка, без разлика. Што сакаш да кажеш со тоа во однос на ние цело време среќаваме некакви луѓе и ти велиш дека не те избирам јас тебе, ниту пак ти ме избираш мене. Нели мислиш дека тоа требање и не требање да се сретнат двајца или да се сретнат е исто така некаков избор? Да, ќе го наречам пак избор за да не забегам во детерминизмот кој што едноставно не го застапувам, не верувам ништо посебно во него. Едноставно тоа се работи кои што се над нашата моќ, свесна моќ, не спиритуална, свесна моќ, на свест. Ние комуницираме секојдневно со сите луѓе околу нас кои што ги сретнуваме на некаков начин. Меѓутоа, не со сите енергетски се поврзуваме. Па и не можеме. Така, точно, ниту треба. Да. Сега, мене повеќе ме интересира таа енергетско поврзување. Зборам за една општа човечна љубов, енергија и како да соживот. Да. Тогаш некогаш енергиите се компатибилни, некогаш се судираат и се разидуваат, ама од некоја чудна причина повторно некако магнетички се тука ротираат една околу друга. И тоа ми е мене така интересно. Немам некој конкретен одговор. Ниту имам искуство, ниту имам капацитет на свест, на моќ да го имам конкретниот и единствен екзактен одговор околу тоа. Меѓутоа дефинитивно тоа е нешто што ме инспирира и што ми е храна за размислување. Затоа во тој контекст најверојатно велиш дека не сме како велиш, не е изборот тој кој што ние го правиме, него тој не прави нас. Во тој контекст исто велиш дека тоа е исто како актерот не ја бира улогата, ниту пак таа го избира него, дека режисерот е само посредник, нешто што го има за задача и самата судбина. Да, верувам во тоа, мислам, во психологијата постои теорија размислување дека за да една личност работи одредена професија, потребно е да има одредена психолошка и карактерна подготвеност и предиспозиција за тоа. Да. Банално кажано, не секој може да биде доктор или докторка и не секоја може да бидат војници. Да. Тоа е тоа. Да. А и самата знаеш дека нели и улогите дека добар актер секогаш може да изигра нели добра улога, каква и да е улога, меѓутоа не е тоа доволно. Во театарот сепак потребно е нели некои други параметри да исполнува. Прво полот да го исполнува, возраста, некои други карактеристики што се потребни и захтевни за таа конкретно. Добро, не секогаш и тоа е правило, Елена, затоа што еве на пример Лилија Баџиева го работи Шекспир само со мажи. Добро, супер, да, тие се деконструктивистички пристапи. Да, се работи за концепции, тоа се веќе други пошироки теми. Да, али пак верувам дека не е случаен баш конкретно тој актер маж, тој ја игра баш конкретно одредена улога. Се разбира, не верувам во случајности. Исто како што не е случајно што јас пишувам тоа што го пишувам, а не некој друг наместо мене или некоја друга наместо мене. И тоа пак е случајно што јас не пишувам како некој или некоја друга. Да. Љуболюбна има земено награда Караманов, што е тоа е еден автор, Елена, кој што најверојатно некако го имаме заборавено.
тој умира доста млад, јас и ти го спомнавме и јас... Дет, да. буквално дет. И предпоставувам колку ти значи таа награда. Секако ми значи, мислам само таа, сите награди ми значат, мислам сепак тоа е признание за твојата област, од компетентни личности од твојата област. И тоа не е воопшто за занемарување. Конкретно за тоа дали е подзаборавен или не, јас мислам дека секога станува збор во Македонија, па и нели балкански кажано, за културата, за уметноста, особено за некој близок историски период, се е подзаборавено. И институционално и вака на приватен план. Мене ми е трагично кога некои млади луѓе, па и повозрасни така, да не знаат кој им ја напишал граматиката на македонскиот јазик или речникот. Мислам, не очекувам јас сите да имаат книжевни или лингвистички сознанија за се, ама очекувам да знаат нешто што е нормално за нивната култура, мислам, нешто што им е дадено здраво за готово, малку повеќе да го чепкаат околу тоа, исто како што јас не сум историчарка, а знам што е Илинден, например. Нели, во таа област. Добро, сме многу неинформирани, значи. Да, не можам да си објаснам таа потреба или таа, како да кажам, причина, последица, зошто ние некако чудно ги прескокнуваме информациите кои што се локални за нас, а некако така ги абсорбираме како сунгерче сите оние, па дури и непотребни информации кои што се глобално, нели, директно нас не засегаат. Најверојатно тоа е во природата на човекот што живее во Македонија. Не знам. Ама ми е чудно. Да. Ми е чудно, еве ти како, например, сега што ме праша за... Не ме саѓа погрешно. Ме праша за говорот за Мадона. И сите го знаат тој говор, еве од Македонија, сите го знаат тој говор за Мадона, ама дали се сеќаваат, не знам, на говорот на твојата млада колешка која што говореше пред некоја година за театарот, на денот на театарот, нели имаат свечен говор и бираат од областа. Секоја година има светска порака за денот на театарот, а јас бидејќи сум родена Елена на денот на театарот, па за Белја секоја година ги слушам. Или за Среќа. Се шалам. Сејам да ти кажам да. Добро. Во тој контекст така. Види, најверојатно, Мадона е. Сакаш, не кеш. Добро, како и да е. Женската душа е разголена, тоа не е никаква порнографија или еротика, нели? Него тоа е некаков крик, каков што е крикот на Едвард Мунк. Ова некаде го имам прочитано. Еве за крај да го прокоментираме ова во однос на тоа што пишуваш доста женска поезија и се обраќаш на жената на свој и специфичен начин, и јас тоа многу го почитувам. Го почитувам тоа што не си фанатик, што наоѓаш еден многу искрен и свој начин, многу тивок, а сугестивен, да и придеш на таа разголена душа на жената. Ми се допаѓа тоа многу тивок, а сугестивен. Знаеш, во феминизмот има една, и во колонијалната критика има еден термин што се нарекува субалтерен. Субалтерен се сите оние гласови кои што се замолчани гласови, кои што се тивки гласови и кои што доколку сакаме да ги слушнеме, ги слушаме само од туги усти, кои што најчесто се од позиција на оние што се надредени. Например, конкретно, ако во едно политичко општество сакаме да го слушнеме гласот на жените и што тие бараат, ќе мора тоа да го добиеме од машките усти.
од машката перцепција, како што се поставени работите. Можеби затоа ми се допадна ова што ти го кажа онака, онака како што кажа. Затоа што на субалтерниот и крикот е шепот. Затоа што никој не го слуша како врисок, сите го слушаат како ехо. И тоа далечно ехо. Јас еве како што рече ти за крај, искрено се надевам дека ќе добиеме личности од двата пола кои што првенствено ќе бидат повеќе свесни за себе си како личности и како род и како пол, за да потоа можат да го направат соживотот со другите подобар. Кога ќе се достигне тоа ниво, тогаш нема да има потреба ниту да говориме за феминизам, ниту да дискутираме дали треба или не треба да има одредени закони или права. Тие едноставно само по себе ќе си се наметнат. Од мојата перцепција како жена, правото на глас, правото на легален избор на абортус, сите оние права нели што ги имаат жените, не треба да се дадат. Тие не се дадени. Тие се скратени, затоа што тие постојат. Природно мене ми следува тоа право. А мојот револт е затоа што ми е скратен. Не затоа што треба да ми се даде. Јас го имам тоа. Како личност, мене тоа природно ми е го имам. Мене ми е скратено. Вака, еве, некако за крај јас да го завршам ова. Факт е, Елена, дека најголемите композитори на класичната музика, најголемите научници се мажи. Но, сепак, како што рече и ти, големото дело не треба да го одредува полот. Полот не треба да е воопшто важен ако делото е големо. Мислам дека тоа треба да не води како девиза, дека големо дело може да произлезе од човек, а не од маж или од жена. Дефинитивно. Тука веќе отвори некоја малку поинаква тема, во смисол дека големите дела, што ние сега ги знаеме како големи дела, се институционализирани и институционално пропагирани како големи дела. Тие се напишани од мажи и се избрани од мажи и од мажи е подпишано дека тоа треба да биде големо дело. Треба уште една емисија да направиме. Ама што правиме со сите оние дела кои што може да бидат и поголеми, а се напишани од жени, а само заради фактот што се напишани од жени не се големи. Што правиме со оние дела? Мислам, ние не сме сигурни ни за ништо во историјата. Колку и да тоа ние се реферираме како факти. А што правиме со оние дела кои што ги пишувале жени, а се подпишувале со машки имиња? Не сме дознале дека се жени. Што правиме со оние дела кои што се пишувани од жени, најчесто од сестри, сопруги, мајки, а се подпишувале нивните синови, татковци, мажи? Ни за тие не знаеме. Добро, мислам дека би требало да го изразговараме ова со поконкретни примери, бидејќи така само го нафрлив. Али во следна прилика би се радувала. Во следна прилика се разбира. Елена, фала ти многу и навистина пријатно се чувствував со тебе, воопшто нема проблем да дискутирам со тебе и се надевам дека ќе останеш баш таква тивка и сугестивна. Фала ти благодарам. Обострано беше и баш ми е драго кога една режисерка ќе застане на новинарското столче, секогаш е поинакво и посвежувачки. Фала ти.